Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо на добро познатата фреквенција 98,1 FM за сите оние кои не следат во Скопје, а за сите оние кои не следат надвор од главниот град, одиме во живо на Facebook и постфестум на YouTube. Помина првите 100 дена од новата влада. Нели 100 дена се рачуна како тест период каде што веќе им завршува и гаранцијата. Ово утро имаме еден човек кој е гласал новата влада, кој доаѓа од партијата на новата влада. Добро утро за пратеникот Бране Петрушевски од Куманово. Добро утро. Ќе благодарам за поканата и можноста преку вашиот медиум да искомуницираме со граѓаните. Петрушевски, ве видов од тераса која доаѓавте на кај нашето радио, дојдовте со Голф 5 од која година? 2006. Добро, сега не ми е јасно како може пратеник нели со од владеачка партија да вози кола од 2006 година која во моментов колку вреди? 3.500 евра, така нешто може да се купи на старо. А еден пратеник од опозицијата по плюс тој левичар, сега вие и десничар сте, ве личи да имате поубава кола. Тој левичар ја застапува работничката класа, зборувам за Димитар Апасиев, си купил така прилично ново джипче кое кошта неколку пати повеќе од голфчево ваше. По неговите изјави над 16.000 евра коштало неговата нова кола. Нова е 40.000 да ја купите, он ја купил година 2-3 нешто, така. Еве така е право да искористам, може да му честитаме за новото возило и со здравје да си го вози. Да го вози безбедно. Така. Видете, јас имам една логика дека генерално левица на чело со Апасиев до периодот дека беше СДСМ на власт се однесуваше како риба на суво, односно не можеше да се снајде како опозиција затоа што цело време беше опозиција на опозицијата, односно на ВМРО ДПМН. И сега откако ВМРО ДПМН власт, конечно левица се однесува како риба во вода, односно си ја зазема својата природна опозиција, да. И сега се вистинска опозиција, си действуваат координирано со ДУИ и со СДСМ и тоа се гледа. Еве не поправа, не се поминати 100 дена, другата недела се 100 дена. Океј, ние се ближиме нека 100 дена. Да. Така што левица сега е на природната позиција, нејзина да работи за она за што впрочем и формирана, а тоа е да биде опозиција на ВМРО. Да помнеш, што не е лошо кога би била конструктивна опозиција, кога би излегувала со реални проекти, идеи и кога реално би ги застапувала политиките. Ама реално ако ги застапуваат и они голфови ќе возат сега. Значи, така реално. Реално сега да правиме муабет, ќе си дозволат некои колички до кај 7-8 евра. Така, меѓутоа видите, тоа е само филм за пред јавност, односно пред нивните гласачи, дека не знам тие ја застапуваат работничката класа. Скромни со точак идат на работа. Така. Кремов со автобус се вози на задно седиште, бабите ги пушта напред да поминат. Така, меѓутоа тоа е она што го зборуваат. Ако видиме што прават, тоа е сосема различно од она што го зборуваат. Најпрво, тие како борци за, нели, декларирани за тие права на работничката класа ги нема никаде, токму во собранието кога се расправаат и дебатираат тие закони. Прво и основно, левица досега и претходниот мандат и сега во овој мандат имавме еден ребаланс на буџет, воопшто нема учествувано на расправа за буџет, а камоли поднесено некаков амандман, проект, предлог или било што. Че воопшто ги нема. Левица действува популистички, исклучиво кога има некоја точка која што вака е во фокусот на јавноста, да снимат некој говор, со чевли да удараат по маси, да се дера, да се вика, да го снимат тој говор вака за социјалните мрежи, така, да го пуштат и да се кажат дека ете колку они се борци во собранието. Генерално тие воопшто ги нема во собранието. Јас се уверувам и ова најодговорно го тврдам дека пратениците на левица, вклучително и Апасиев,
повеќе време поминуваат во собранискиот ресторан отколку Уште на таму собраниските искаме? седници. Па некои цени кои што се вака не се Колку? толку колку што беа, ама се поевтини од За од 200 ресторани. денари може плескавичка, така со гарнирче, со сето тоа. Па малце поскап. 250. Него толку користам, ама толку. Да. Отприлike тие се цените. Да, во ресторан у Скопје кошта минимум 700 денара. Така, Па и сега, Кока-кола, тоа ако се напиете. Функционира на некој принцип на менза, ама не знам, не се таму некои услови како во скопскиве ресторани, меѓутоа не, без разлика на тоа, левица повеќе време поминува таму, ефективно во сати, отколку што поминува на собраниски седници или на комисии, а Добро ефектот се. од нивна работа е никаков. Тоа е доказ дека работничката класа е гладна во државава и прво нешто што прави кога ќе влезе во собрание е убаво да се најаде. Добро сега, тоа што најголем дел од нив се припадници на неработничката класа, затоа што никогаш нигде ништо не работеле, тоа е друга работа. Не најголем, не скоро сите, буквално сите пратеници, барем овој пратенички состав. Нема ни еден да е механичар, молер, не знам. Не, воопшто. Има Текстилна работничка. Пред некој ден дојде од германскиот Бундестаг една делегација која што е нешто како наша комисија за труд и социјална политика собраниска. И прво немаше представник од левици, иако темата беше социјална политика. Второ, председателот на таа комисија во Бундестагот бил работник во фабрика, нешто бравар, механичар, такво нешто. Значи доаѓа преку синдикалните организации од Германија, успел да избори да стане пратеник и тоа е онака автентичен представник на работничката класа кој што работел преку синдикалното организирање, успел да стане пратеник, да ги застапува интересите на работничката класа и мислам дека ќе беше добра можност за левица да види како реално функционираат представници на Да има на работничката една класа маса во представници на работничката класа и представници на неработничката класа. Точно, меѓутоа далеку сме ние од тој концепт кој што го има во Гледам Бундестагот. дека постојано кокетираат со некаков национализам, со тоа сакаат да ви земат дел нели од оно што е традиционално, како да кажам, тема и наратив на ВМРО ДПМН и успешно го прават тоа. Сега мора да признаеме дека од 20 пратеници стигнаа до 5 благодарение токму на таа реторика, затоа што тие станаа поголеми патриоти од вас, барем на зборови. Прво, левица е формирана да работи против ВМРО ДПМН. Уште пред шарена револуција, целиот нејзино постојање, ако се анализира, тој е задачата која што треба да ја сработи и затоа, впрочем, имаше дебати во собранието кога еден од претходните премиери на Македонија, Зоран Заев, спомнеме, да. јавно им Зоран кажа Заев. дека им давал ресурси и помош финансиска за да работат и да земат гласови од ВМРО ДПМН. Второ, апсолутно неприродно е за една левичарска партија да спроведува десничарски и национални политики. Меѓутоа, познавајќи ги нив, вака добро ги познавам и ги анализирам, не ме чуди затоа што, впрочем, функционираат на принцип на популизам и тие не претендираат никогаш да бидат власт или да бидат дел од власт. Ние им понудивме и предизбориве, отворена понуда, подадена рака да направиме национално обединување, да ја бутнеме таа тогаш влада на ДУИ и СДС заедно и да ја исправиме Македонија на вистинскиот пат заедно со нив. Таа понудена рака беше веднаш одбина, затоа што тие впрочем не претендираат да бидат дел од власта, не претендираат да преземат одговорност за ништо во државата. Добро, најкомодна позиција има. Сега да бидеме искрени, се дел од власта. Има институции, тоа токму они институции со најсомнително работење во склоп на градот Скопје, кои се контролирани токму од левица. Така и тоа е само аргумент плюс начинот на кој што функционираат во тие институции е аргумент плюс дека не се заинтересирани да работат за интересот на граѓаните. И затоа на нив и многу им е полесно од позиција комотна на вечна опозиција да кажат што сакаат, затоа што никогаш нема да ја имаат можност и одговорноста тоа што го зборуваат, тоа да го спроведат. И една таква позиција
многу е лесно да бидеш и тврд националист, затоа што знаеш дека цело време ќе бидеш опозиција, за тоа што го работиш, дебело ќе си наплатиш дали преку учество во власта во пониските ешелони, односно во, да речеме, во локалната власт, дали на некој друг сомнителен начин, како што ми го изјави тоа јавно Заев. И мислам дека тоа е патот кој што левица ќе си го оди. Ќе си биде опозиција на ВМРО и за таа нејзина работа ќе си наплати дебело од страна на некои други. Добро, па впрочем не се ни прва ни последна партија која не се политичка партија, туку бизнес модел. Така, и согласно. Така и тоа се веќе огледува и преку комфорот кој што почнува да го живеат. Да, убаво живеат. Убаво живеат, добри станови на добри локации, добри автомобили, добри летувања, добри патувања, добра облека. Тоа е тоа полека, но сигурно финансиски се зацврстува. Тоа е добро за бруто домашниот производ на нашата земја, доколку нормално за се тоа се плаќа данок, за се тоа, мислам дека во делот на тоа се коректни, така што ние го поздравуваме се ова, затоа што од економска логика, да, тоа е се во ред и треба да продолжат така, да ја јакнат економијата, да трошат, затоа што потрошувачката е главен двигател на економскиот раст. Сето ова што го зборувам, јас го сублимирам на Иако со Алфа Ромео поише за растот придонесуваше, тоа многу е кварливо чудо и постојано идеш на механичар, има некои предпоставки, читав на социјалните мрежи, он велат до сега со Алфа Ромео само за сервис има 5 джипа купено на пасив, што може би и да држи вода, знаете. Сигурно. Да. Не се тие муабети така, туку така кажат. И се тоа што го зборуваме, начин на кој што действува левица, ја во еден говор во собрание, така доста вирално помина по мреживе, ги именував како певица. И зошто тоа така го направи? Затоа што мене вака лично гледајќи ги ми делуваат како забавувачи на јавност, односно како пејач и певица, да се римува со левица, излегуваат и ги позабавуваат граѓаните со некаков говор кој што нема врска со суштина, вака е само за забава, ќе добијат неколку вака лајкови на социјалните мрежи и тука завршува целата нивна суштина во политичкото действување. Полоси партија, полоси инфлуенсерска организација. Така и затоа мислам дека певица вака убаво именување според мене за нивната политичка партија. Ако вие сте ВМРО, значи внатрешна македонска револуционерна организација, тие би требало да бидат ИМРО, односно инфлуенсерска македонска револуционерна организација. Па да, се сложува. Добро, инфлуенсерството е професија на иднината, очигледно. Ние новинарите веќе сме во изумирање, не преземаат де факто нели инфлуенсери, затоа што тие се повлијателни во македонската јавност, тоа што се шупливи не значи дека тоа е сосем друга приказна, но замислете мене како играм на TikTok. Во купачи. Тоа не ќете да го видите, тоа не сакате да го видите. Петрушевски, ајде да ги оставиме на страна другарите од левица, им дадовме еден другарски кјутек од Сабајле. Се надеваме дека нема лошо да не сватат. Уште еднаш им честитаме за подобрениот животен стандард. Дојде живот нели за нив и тие се дел од една поголема слика. 100 дена наредната недела ќе поминат од владата. Петрушевски, луѓето малце гледам, велата бе многу бавно одат работи. Многу побрзо очекуваат да се затвараат луѓе, побрзо очекуваат да доживееме економски бум. Еве веќе гледам од СДСМ вчера реагирале дека за прв пат по 7 години просечната плата во Македонија е пониска. Некако не е баш тоа што сите го очекувавме од првите 100 дена, или може би поразлично мислите? Најпрви мора да бидеме реални, да знаеме, да имаме во предвид дека ВМРО ДПМН доби огромна поддршка на последните парламентарни избори, меѓутоа таа огромна поддршка значи огромни очекувања. И свесни сме дека граѓаните имаат големи очекувања, меѓутоа мора да бидеме свесни дека формираме влада во држава која што е каква што е Република Македонија, не во држава каква што е, да речеме, Шведска. И најдуваме на проблеми кои што
од надвор се невидливи, меѓутоа кога ќе влезеш во институциите и како се сериозни проблеми кои што треба да ги наминеме. Првото, она што моравме да го направиме беше ребалансот на буџетот, затоа што во Република Македонија парите кои што биле на граѓаните биле предвидени за функционирање и на државата и на да бидат инвестирани во интерес на граѓаните, биле во најголем дел потрошени на начин на кој што биле потрошени, а тоа не било за намената која што биле предвидени. Така што отворивме сериозни сомненија за криминали и поднесоме и сериозни докази за тие криминали. Лично јас имав неколку пресконференции за неколку владени министри кои што не соодветно се однесувале со парите. Но да бидеме свесни, сега зборам во делот на оваа одговорност за незаконското трошење на пари, да бидеме свесни дека судската власт е таква каква што е, треба да е независна и треба да постапува по овие наши наводи. Еве, ако може да во неколку точки, нели да прочитам во овие скоро 100 дена, за да не ми забележите, што е до сега направено. Покачување на пензиите линеарно од септември. За колку? 2000 денари беше? 2500. Сега 2500 во мартовската пензија. Значи по нова година. Платени се за останати субвенции на 9000 земјоделци во износ од 16 милиони евра. Точно. Одлука е донесена за реконструкција на 9 студентски домови, вредност 18 милиони евра, ова е крупно. Одлука за изградба на студентски кампус, вредност 35 милиони евра. Одлука за продолжување на ефтината тарифа на струја и намалување на цената за мрежарина во сметките за струја од 1 декември годинава. Значи, од 1 декември, она што претходно беше покачено, ќе се намали. Да, 200 денари плюс струјата. Исплата на заостанатите плати во железници и водостопанство, добро, не е некоја круцијална остварување што добиле луѓето, плата за која работат. Видете, жално е што во 21 век зборуваме за вакви работи, но факт е дека тоа го наследив. 87 нови лекови на позитивната листа. Добро. Тоа е полесен пристап и помала цена за нив. Ова беше со позитивната листа сериозен проблем подолго време. Јавен повик за проекти и добивање 100 милиони евра, крајниот предвиден извоз е 250 милиони евра за инфраструктура во општините. Да. Ова може да се протолкува и дека сега сакате да направите пред локалните избори од наредната година, да направите експанзија за да ги добие ВМРО тие избори. Може да разговараме. Ама кешки сите да градеа за да добијат избори. Кај нас крадат за да добијат избори. Потврдено скоро зголемување на субвенции за студентски оброк и финансирање на изградба на новиот факултет за информатика Финки веднаш по завршување на ревизија кој што украл и проневерил во тој проект. Зборуваме за оној кампус наспроти кај судовите што е катастрофално, со години не е ништо таму изградено. Конечно учебници на почеток од учената. Исто зборуваме во 21 век дека сме обезбедили учебници за сите ученици, што е жално. Освен по англиски јазик, зашто министерката не повика да учиме англиски на Netflix, што е така малку скандалозно. Потврдено дека по нова година со новиот буџет продолжува до завршувањето на клиничкиот центар, клиничката болница во Штип. Ова се во 100 дена првите остварувања кои вака нотирани, некој ги извадил. Има уште, мора да дополнам уште неколку што се многу битни. Значи, ако ви текнува, беа укинати оние ваучери за поддршка на спортот, меѓутоа не беа предвидени средства. Обезбедивме 650 милиони, односно 10 милиони евра за директна поддршка на спортот, кои што кидат нели преку Министерството на оформеност за спорт директно на клубовите, нема да има ваучери за да им ги нели на проценти да им барат фирмите за да им ги уновчат. Така што кидат директно на клубовите, тие средства се обезбедени, тоа е сериозна цифра од 10 милиони евра која што ќе биде намената за спортистите и спортските клубови. Обезбедивме многу работи кои што може би се невидливи за јавноста, меѓутоа финансиски значат многу.
не беше предвидена исплатата на во делот финансиската исплата поврзана со изборниот процес кој што се случи во Република Македонија, тоа пред се поддршката на медиумите и делот на луѓето кои што биле ангажирани за изборите во самиот директен Добро, процес. се тоа што ние сме си ги одработиле парите и државата ни ги платила, тоа не е остварување. Остварување е кога ќе видиме нов проект и така Се сложувам со вас, Тие парите и така не ги должиш, ние со договор е должна државата да ни ги плати. Се сложувам, меѓутоа претходната влада не ги предвидела, што би значело тужења, процеси и уште поголеми трошкови за државата, значи и ние сме успеале да ги обезбедиме тие пари, иако некој претходно, кој што му била задача и обврска да ги обезбеди, не ги обезбедил. Меѓутоа поентата ми беше дека вакви трошоци во буџетот кои што не биле предвидени ги имаше безброј и мораше сите тие трошоци да се покријат. Сега во делот на ајде да зборуваме за оние покрупни, имаме сериозни инвестиции, веќе најава за една огромна инвестиција соларен парк, која што ќе значи најголема инвестиција во Југоисточна. Добро, ги имаме тука и пругите, имаме и патишта. Проектите кои што апсолутно, меѓутоа сега но тоа треба да го видиме. Знаеш, така е, се сложувам. Тоа сега вака на муабет заев, знаеш дека Google, Facebook ги донесе. За тоа извинете вака, но не ви веруваме на муабети. Сакаме да отидеме да го видиме паркот, да ги видиме новите патишта, новиот клинички центар. Така Штип. И ќе ги видиме новата пруга, новите возови, новите автобуси, што и да е ново, сакаме да видиме, затоа што до сега нас мети млеко, железни порти ни опинци облекоа, ни отворија инвестиции, дојдоа големи, станавме држава. Така, како го слушаме она што го говори. Да. Веќе не веруваме на муабет, сакаме да видиме. Сите овие работи кои што ги зборуваме ќе бидат видливи, за пензионерите веќе се видливи. Проектите во делот на единиците на локална самоуправа, парите се обезбедени преку финансиската рамка со Унгарија. Можеби за прв пат во Република Македонија државата наменски се задолжува и однапред се знае за што ќе се потрошат средствата, а дел од тие средства ќе одат за општините, 250 милиони вкупно, 250 милиони во бизнис заедницата со поволни кредити. Тоа е веќе договорено со стопанските комори. Во делот на општините веќе е завршен повикот. Аплицира општините со реални конкретни проекти и тука интересен е факт кој што морам да го споменам, а тоа е дека замислете сега, СДСМ преку пратениците на чело со лидерот сегашен Иван Венко Филипче најавија, се обидоа, се трудеа да го блокираат тој заемот од Унгарија. Не ја закажуваа седницата за финансирање буџет. Иако тоа има како да кажам, поволна каматна ставка од било кој кредит кој оваа држава го земала. Никој тоа не го спорел, ни најголемите критичари на владата. Факт е дека е најповолен кредит, факт е дека моментално на пазарот каматна ставка од 3,25 ни по теорија не можеш да најдеш. Евроврзницата, как начинот на кој што они се задлужува, во овој момент сигурно каматната ставка била 6-7%, така што и со ова сме заштедиле пари за држава. Меѓутоа интересно е што они се обидеа да го блокираат. Добро. Дебата, разговараме, нема суштински аргументи, окей. Успеавме да го поминеме законот во собранието. Се објавува повикот за општините и сите буквално градоначалници во Република Македонија, вклучително и градоначалниците на СДС, аплицираа за пари од тој. Ама добро е се. Што е добро. И јас го поздравувам ставот на градоначалниците на СДС. Доколку сега ВМРО ДПМН не им, односно доколку таму има квалитетни проекти и оваа влада не им одобри пари на тие општини, јас тоа ќе го гледам како критика на владата на ВМРО ДПМН. И така треба да биде, меѓутоа парите ќе им бидат обезбедени, ние немаме таков проблем селективно да работиме, меѓутоа суштината е дека сакам да го поздравам ставот на градоначалниците на СДС кои што аплицирале за овие пари, покажале грижа за интересот на своите граѓани, апропо ставот на СДСМ и нивниот председател кои што беа против државата да ги обезбеди овие финансиски средства. Орбанови бомбончици стиже и у СДСМ. Тоа е добро. И тоа е добро и за Пила Паланка, и за Струмица, и за Крушево, и за Валандово, и за Центар, и за сите општини кои што се раководени од градоначалниците на СДСМ, кои што него гледаат, следат ставот на нивната политичка партија да бидат деструктивни и тоа, ќе повторам, е добро. Тие проекти во најголем дел
првите 100 милиона ќе бидат реализирани во текот на ова година до крајот на декември. Пред паузата ушто сепак ова статистика која извади од СДСМ дека за прв пат по подолго време, по 7 години има намалување на просечната плата. Таа статистика е точна. Треба да ја проверам, меѓутоа многу фактори има кои што влијаат и во начинот на пресметка на таа просечна плата и генерално ќе повторам во она што ние сме го наследиле како оставштина од претходната власт. Затоа што со бројки може да се играме како сакаме и такви податоци се да се има лажирано и за бруто домашниот производ, и за задолжувањето, и за јавниот долг, и за сите останати бројки, статистички ќе повторам во Република Македонија. Меѓутоа, видовме како мислење има граѓаните за нивното владење, за нивната политика. Јас сум доказ Петрушевски дека СДСМ помогна на предприемаштвото во Македонија. Сега ќе ви кажам како. Кога дојде Зоран Заев на власт, мене беше ставен на црна листа да работам во било кој медиум во државата. И јас морав да отворам свој медиум, своја фирма, за да можам воопшто да работам. И тргна, сега имаме десетина вработени, неколку хонорарци, функционираме супер. Јас сум пример како СДСМ во изминатите години го развиваше предприемништвото во земјата и пример за тоа како СДСМ обезбеди економски раст. Да не беше СДСМ, ја веројатно ќе работам во некој медиум за плата. И тоа е добро. И тоа е добро. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, по кој се враќаме во вториот дел од емисијата, во кој ќе продолжиме да дискутираме за актуелните прашања со особен аспект на ручеци и вечери. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Звучникот ве молам, слушам ехо. Петрушевски, видовме, имавте вие како ВМРО ДПМН против 20 министри серија на пресконференции. Првата беше против Бисера Стојчевска-Костадиновска, потоа против Лјупчо Николовски, на кој откривте како тие се однесувале со народните пари. Никој ќе рече не е тоа некаков како се вика тоа, некаков скандал. Па баш и не е така, затоа што прво, сега баш вчера гледав на BBC, во Велика Британија заменик премиерката Енджела Рајнер била во некаква посета во Америка и пријавила дека спиела кај другар нејзин во неговиот стан, кога било, пазите сега на путување, пријавуваш кај спиеш. А тој бил донатор на лабористичката партија и сега е скандал дали она злоупотребувала донатор и донаторски пари и така натаму. Значи сега ние зборуваме за не извадила државни пари, спиела кај некој што бил донатор на незината партија. Па таа вели пријатели сме и така натаму, но има сериозна дебата во општеството. Ние овде имаме ситуација некој плакал бифтеци со службена картица, си купувал ово или оно и тоа кај нас ајде бе, сега ги фативме за 40.000, за 50.000, за 100.000 денари. Малку сме со тоа, со трошењето на јавните пари, малку летвата ни е зголемена, но најмногу ни е зголемена што вие излегувате на пресконференции, кажувате што правеле, сега со Лјупчо Николовски шо беше тоа, не се сеќавам. Неколку има со Лјупчо Николовски моменти. Но ќе ни ги раскажете подоцна, но нема одговорност, ниту од Бисера, ниту од Лјупчо, нема ни обвинение, не ги видовме ниту со лисици, ниту... Така, и ја разбирам реакцијата на јавноста во тој дел, меѓутоа, само кратко морам да објаснам дека лисици, одговорност, постапување по тие наводи е надлежност на јавното обвинителство и нормално подоцна изрекување на казна страна на ама ова не ни го кажувавте која викавте у кампања, ќе одговарат, ќе лежат, вака ќе биде, така ќе биде. Така и сега ќе одговарат и одговорност ќе има. Меѓутоа, за да додеме до таа одговорност, мора да имаме суштински реформи во правосудниот систем. Најавивме наш проект за решавање на овој проблем, распуштање на судскиот обвинителскиот совет. Имаше реакција и од странските амбасадори, и од домашната јавност во тој дел. Имаме конкретно решение, распуштање на судскиот обвинителски совет, обезбедување на независно финансирање
воз база на процент од буџет кој значи да не зависат финансиски од владата дали ќе им даде пари или нема да им даде пари, туку да имаат обезбедено финансирање и начин на избор кој што ќе биде комплетно надлежност на самите суди и обвинители, односно државата да се откаже од именување на членови на судски совет и преку претседателот на државата и преку собранието и наскоро ќе обезбедиме двотретинска поддршка за овој наш проект кој затоа што е системски закон и ќе почне да се решава и делот на судството, а со тоа ќе почне и одговорноста на овие личности, односно функционери кои што проневелиле државни пари, доколку до тогаш јавното обвинителство не се свести и не почне да постапува и да функционира онака како што треба и оно за што впрочем се и платени од граѓаните. Меѓутоа знаете дека главен јавен обвинител во државата е другар на Заев, на Ахмети, кој што беше сликан нели како качен на врат на шоферот на Ахмети, и тоа многу кажува до која дереже дојдено и обвинителството и судството во Република Македонија, и да, одговорност ќе има и решение на овој проблем ќе има. Што се однесува до она што го изнесовме за министрите, свесни сме дека во јавноста во Република Македонија е претолерантна за трошењето на функционерите, затоа што во минатото се изнаслушала на разноразни милионски криминали од многу функционери, и тука ќе кажам од без разлика на политичката припадност на тие функционери, и за жал и за штета на државата, тие поминале без кривична одговорност. Веќе постојат одредени како да кажам критики дека овој скандал со топките и со куферите и со мечињата на Бисера Костадиновска, луѓето многу ги потсеќа на оној скандал со гаките на една колешка новинарка. Така, меѓутоа таа колешка новинарка ваша помина низ доста и на крај призна вина, да бидеме така, доследни и призна вина и се заврши на начин на кој што се заврши. Да бидеме доследни, си призна така, вина за таа работа. Сега да бидеме. И има одговорност и за ова. Меѓутоа, ако ги гледаме работите поединечно, можеби и не звучи така скандалозно или големи суми, меѓутоа ако ги собереме сите сие суми, особено на овие министри кои што ние ги издвоивме, а има уште, доаѓаме до милионски суми во евра на неосновано потрошени пари на граѓаните, кои што може да се инвестираат во интерес на граѓаните. И не е тука само трошењето по кафеани. Јас го издвоив и претходниот министер, мислам Бајрами, кој што беше од Министерството за информатичко општество и администрација, исто така на ручици трошил огромни средства на пари, и мора да признам, човекот си призна вина со тоа што тие пари кои што ги потрошил на службени ручици, неосновано, ги уплати во буџетот, односно ги врати во буџетот на граѓаните, и тоа е еден ефект од тие пресконференции мои, со кои што сме успеле да вратиме голема сума на пари во буџетот, кои што биле потрошени од страна на поранешен министер од владата на ДУИ и на СДС, меѓутоа и самото враќање на пари, значи признавање на вината дека неосновано ги трошиле тие пари. А Лјупчо Николевски на што трошил пари? Што беше? Ја не можам да следам веќе. Лјупчо Николевски имаме два сегмента. Првиот сегмент е трошење на пари по ручици и по патување по странство, и кога ќе се погледна картицата на неговите трошења како министер, тој многу повеќе бил во странство и во кафејани отколку што бил на терен за да помага на граѓаните. И тоа е еден сегмент, а вториот сегмент е овозможување на милионски исплати на субвенции, незаконски, на фирми блиски до СДСМ, зашто има сериозни истраги и веќе поднесени кривични пријави до министерот. Во делот на трошењето, значи, тука доаѓа до израз проблемот или не знам со кој збор да се изразам на нашите функционери, кои што кога ќе дојдат на власт, мислат дека тоа е последниот период од нивниот живот и мислат дека треба да потрошат и да искористат секоја можна привилегија до максимум. Јас ги познам тие психологи, тие мислат дека државата е овде за нив и дека тие сето тоа го заслужуваат. Знаеш, например, Бојан Маричич има став кон животот, видете се, ја ги водам европските интеграции на Македонија
и напредувам во тоа, сум отворил преговори, мене оваа држава, освен што ми должи плата, ми должи и бифтек. Па ми должи и тартуф сос за бифтекот. Знаете, тоа е една објективно, може и така да ја земеме тоа. Еве сега, например, вие сте пратеник, вие контролирате буџет од 4-5 милиарди евра, а имате плата помала од двојно помало од плата на еден програмер во државата. Така. Вие сте Димитар Апасиев, вас плескавицата за 150 денари ви е заслужена и државата најмалку што ви должи е тоа. Но тоа е една погрешна перцепција на сите функционери. Мислам дека и производ на одредена, ајде да не се изразам погрешно, неизживеаност во претходниот живот, па и некои лични фрустрации за нереализираност во некакви други сегменти во животот. И сега кога му се укажа шанса да управува со државата, да ги користат најскапите хотели, да ги користат најскапите ручеци во кафани, затоа што некој друг тоа му го плаќа, односно на крајот на крајшта му го плаќаат граѓаните. И мора да сме свесни дека сме функционери, се ставаме ја себе си во едно, не во една, туку во најсиромашната држава во Европа, во држава која што граѓаните преживуваат од први до први, а многу од нив и не успеваат, за жал, да го склопат месецот. Во држава која што имаме безброј нерешени проблеми и од аспект на социјал, и од аспект на здравство, и во сите сегменти. И не можеш сега да, кога ќе ја имаш можноста и довербата укажана од граѓаните да ги водиш тие процеси за нивен интерес, за нивно добро, ти да си живуваш со тие пари. Мене, верувам, ме виде и ми спомна, мене голфчето од петка од 2006 ми е сосема прекрасно и доволно за да патувам од Куманово до Скопје и да си ги извршувам своите обврски. Го имам комплетниот комфорт кој што ми е потребен за да ја работам својата работа. Никогаш нема да ме видите на порталите за злоупотреба на таму овие, како се вика, патувања. 5 години сум пратеник, немам земано денар за службени патувања во странство, аз сум бил, не сум злоупотребал дневници, имам доволно средства за да си платам јадење, не мора да биде тоа најскапото, може да биде и сендвич, и никогаш и до сега и од сега па натаму нема да злоупотребам службени ручици да ми плаќа државата или граѓаните да си живувам со нивните пари. И таков став мора да има сите политичари, затоа што ако воведуваме мерки за штедење, ако ограничуваме маржи на бизнисмените на 10% на производи, мора и функционерите да се вклопат во тие политики и да применуваат мерки на штедење, барем додека државата не ја доведеме до некаков нормален економски развој, нормален животен стандард на граѓаните, за да може подоцна да си дозволуваме и одредени такви ситуации. И тука пред се психологијата на функционерите кои што доаѓаат до власт. За среќа имаме и добри примери, за среќа имаме функционери кои што не се налик на Бисера и на Николовски, и ова ќе биде ставено во историјата како негативен пример и никогаш не сме и нема да биде повторено од ниту еден функционер од новата влада на ВМРО ДПМН. И тука ќе искористам можноста да поздравам една мерка која што ја донесе владата на последната седница, а тоа е да се изготват различни регистарски таблици за службените возила, со што граѓаните ќе можат јавно да увидат дали некој функционер ќе ги злоупотребува или не. Дознав, особено по овие јавни предпријатија што се на локалните институции, дека со години наназад функционерите си оделе на одмор со службени возила, си ваделе зелени картони и така натаму. Страшна е состојбата со тие службени возила, дури не мора да се функционери, и некои вработени во тие институции и на локално и централно ниво, кои што можеби не се раководни лица, меѓутоа се многу блиски до политичката партија на власт. Со години возилата си ги чувале дома и си ги користеле како приватни возила. И вие сега тоа ќе го завршите? Апсолутно, веќе одлука на влада е донесена и тоа ќе се реши. Понекогаш кога ќе чуем некои вакви работи, ми доаѓа прво да помислам, да видам, да не верувам. Па што таа таблица менува, дали тој ќе ја злоупотребува или не? Од кај знам ја кога ќе видам автомобил со таква таблица, дали тој го злоупотребува или реално има потреба
Прво да ќе биде користи. многу полесно за увид на надлежните органи кои што се задолжени за таа работа, за да може да си покранат соодветни постапки, а второ ќе бидат функционерите под поголем притисок кога ќе бидат јавно достапни тие нивни движења, затоа што, да речеме, доколку видиме функционер кој што оди на приватен состанок, на партиски состанок, или нешто што не е во врска со неговата функција која што извршува, многу поголема ќе биде критиката и од медиумите и од јавноста, тоа и поголем притисок кон него да не ја злоупотребува таа привилегија која што ја има како функционер. Ова е во делот на привилегиите од аспект на патување, службени ресурси, патни трошоци и така натаму. Меѓутоа, имаме и сериозно изигрување на законите во Република Македонија од претходната влада, со што се овозможени милионски исплати на незаконски на пари. И пред се тука ќе го спомнам Љупчо Николовски, затоа што го поделенивме. Замислете, овозможува исплата од £500,000 евра незаконска на фирма блиска семејно до Зоран Заев, до СДСМ, на газдите на Никоп. Знае јавноста дека фирмата Никоп е преблиска со СДСМ и дека ги има добиено сите можни тендери во државата од страна на СДСМ, па дури и за времето на Венко Филипчи им беа овозможени оние мобилни амбуланти за тестирање од COVID. Многу беше интересно кога во ковид кризата фирма која вработуваше избацивачи почна да се бави со лабораториски услуги. Така? Неверојатно. Што примерната дејност има избацивачи да имаат. Така е. И што прави Николовски? Се извинувам што го користам терминов, а многу ми е јак избацивач терминот. Значи има некоја таква, знаеш она, кога ќе каже некој обезбедување, тоа не можеш да си го насликаш пред тебе, ама кога ќе каже некој избацивач, иако е маркантен србизам, така, тогаш стварно го замислуваш како изгледа избацивачот. И што направи сега тука Николовски? Најпрво овозможува 1416 хектари државно земјиште да му биде со неколку договори да му биде доделено на фирмата Арекспорт, која што е во собственост на лице кое што е роднински поврзано со газдата на Никоп, инаку пријател на Заев. Тоа некако вака, ако го преведеме, пошто е огромна квадратура, би било пола струмичко поле да му биде дадено да управува еден човек. Со тоа што тој имал договор да инвестира на тоа земјиште, огромна сума на пари, зборуваме во милиони, тоа стои во договорот. Да го насади со лозови насади, исто така стои во договорот, и за тоа земјиште да плаќа концесии. Сите овие три точки таа фирма не ги исполнила, односно земјиштето го реиздавала на земјоделци кои што потоа го обработувале, а за тоа плаќале закуп на оваа фирма, што е незаконски и што е основ и за раскинување за договорот и за одговорност. Потоа фирмата си наплаќала субвенции за она кое што го садале како едногодишни култури земјоделците на кои што таа го издавала тоа земјиште под закуп, иако требало да прави лозови насади, што исто така е основ за раскинување на договорот и за одговорност. И на крај она што за мене е најбанално и покажување на целата моќ и непочитување на државата која што ја имала оваа фирма, а тоа е дека не ја платиле ниту закупнината во висина од само 30.000 евра, ако земеме од аспект колку профит остварила за 2022-2023 година, што исто така е основ за раскинување на договорот и основ за кривична одговорност. Љупчо Николовски не постапил по три основи по кои што морал како министер да го раскине договорот. Овдека не се работи за договор на закуп на државно земјиште од 1000 метри квадратни на некој земјоделец, па така да му поминало низ рака и да не го погледнал. Овдека се работи за закуп на можеби фирма која што има најмногу државно земјиште под закуп, фирма која што е блиска до СДС и за милионски цифри за кои што и текако бил должен и морал да го погледне соодветно и да постапи соодветно. Меѓутоа не е тука ниту немарноста, ниту неможноста на Николовски да го раскине овој договор,
целата суштина е што тој бил свесен за ова и свесно овозможил оваа фирма да се стекне и со незаконски субвенции, да не плаќа закупнина и со тоа да исцрпат по првичните сознанија $500,000 само за оваа фирма незаконски од парите на граѓаните. Ја морам да кажам дека затоа што не можам да бидам објективен, тој политичар за вакви слични корупцијски скандали сум објавил за него, имам серија тужби од него, се влечам по судови. Ја ќе бидам пресреќен кога Лјупчо Николовски ќе отиде таму каде што му е местото. Еве, себично го кажувам тоа, но ајде да видиме. Не, јас ќе повторам и ќе потврдам дека ќе има одговорност, затоа што постапката за Лјупчо Николовски е почната. Особено што се работи за министер кој што ако ви текнува покрај министер за земјоделие, едно време, некој период беше и министер за добро владење, ако не или и борба против корупција, така му беше функцијата, и изјавуваше, имаше една интересна изјава во јавност дека ќе ги броел чашите вода што ќе ги пиеле министрите, демек до тој степен ќе се грижил за владењето добро на министрите на таа влада на ДУИ СДС, па еве до кај доаѓаме. Вториот случај кој што морам да го истекнам во јавноста, а е поврзан со Лјупчо Николовски, е исто така со една фирма ДСЗ Илинден. Фирмата исто така имала под закуп државно земјиште, од кое што наплатила субвенции, меѓутоа овдека најверојатно пошто премногу докази имал, Лјупчо Николовски што прави, го раскинува договорот со таа фирма и тоа е во ред, така требал да постапи. Меѓутоа откако го раскинува договорот, бил должен тоа да го достави по електронски пат нормално до Агенцијата за катастар, за да може таму да се постапи, да се избрише дека тоа земјиште е под закуп на фирмата ДСЗ Илинден, со што ќе го оневозможи оваа фирма да продолжи да зема субвенции. Меѓутоа, тој иако го раскинал договорот, не постапил и не го известил електронски Агенцијата за катастар дека е раскинат овој договор, со што фирмата продолжува и понатаму да наплаќа субвенции за земјиште кое што не го поседува и не го обработува, си продолжила исплатата, си се земале државни пари и сега што доаѓаме? Земјоделците, реалните земјоделци, оние кои што на многу мали површини се трудат да работат и да преживеат нормално, очекувајќи ги субвенциите да не им билат исплаќани, да должи државата милионски цифри за субвенции, да мора да ребалансираме буџет за да доисплатиме субвенции, а од друга страна, вакви магнати, огромни фирми, кои што се блиски до СДСМ, да наплаќаат милионски цифри на субвенции, незаконски, без основ и без да за тоа имале законска можност. Ти благодарам, Петрушевски. Исцрпно интервју утро, ги дадовте сите детали, почнавме со Пасиев, завршивме со Лјупчо Николовски, меѓу време и критички обсервиравме владата. Мислам дека нашите слушатели може да бидат многу задоволни. Има уште многу што да кажам, за жал толку е времето. Имам еден саат сега. Брзо ми помина. Да, ќе се видиме повторно. Тука сме. Така е. Долга е сезонава, ќе имаме многу почитувани слушатели, утре повторно имаме, утринско еспресо нормално, утре сме заедно со колешката Искра Коровешовска. Бидете тука, следете на и слушајте најдобрата музика на радио.